Стариот дел на Тетово тоне во смет. Отпадот од тетовските населби лоцирани во населбите Поток, 2 Бреста, Певчина, Колтук не се собира веќе една недела. Граѓаните велат дека оваа еколошка катастрофа им се повторува често пати во текот на годината. Во овој дел на градот не може да се постават големи контейнери, па ѓубрето се собира во мали корпи, кои потоа се подигаат од помалите камиони. Но сега сметот од овие тетовски населби не е подигнат една недела. Све улици во све малава тука го носат ѓубрето. Со коли, со приколици, значи овие луѓе што са маски бе, ајде што носа, па носа и од доле. И од Цетинска, и од Дреновец, и од каде не. Што да ви кажем? Најверојатно тоа е причината затоа што нема доволно контейнери. Па нема, нормално дека нема. Треба да се има посебно за стакло, за пластика, за ѓубре, за да се има еден ред. Вако ова жива болест, да ви кажем право. Па смета како не, ние осакашињата не иде во животот горе, мораме овде да ги ствариме и нема смисла да комшиите. Лето непријатни мирис пушта и така натаму. Многу и гледката е непријатна. А и нас као луѓе не ни е пријатно што тие го фрламе. Па не се додени денеска 7 дена, една недела. А населбите се гушат во депонија. Рекоа тетовци, стариот дел на градот освен од комунален аспект, од властите е запоставен од инфраструктурен аспект. Улицата Гоце Делчев, која поминува низ тетовските населби Поток, 2 Бреста, Певчина, но и Колтук, е целосно уринирана, а но властите немаат преземено никакви мерки, ниту пак се предвидени пари од буџетот за санација на оваа сообраќајница. За канал 77 од Тетово, Зоран Димовски. PricewaterhouseCoopers е компанијата која LM Tours ја избра да изработи длабинска финансиска анализа и физибилити студија со модел на приватно-јавно партнерство, како и предлог модел за продажба на попова шапка. Директорот на LM Tours Джемел Јусуфи објави дека компанијата PricewaterhouseCoopers е избрана да ја подготви финансиската анализа и физибилити студијата. По потпишувањето на договорот, оваа компанија ќе биде обврзана да подготви финансиска анализа и физибилити студија. За првата е потребен 1 месец, а за втората 3 месеци, рече Јусуфи, како што најави претходно. Иако повикот беше само на македонски јазик, компанијата која ќе направи анализата е обврзана да го достави извештајот и на англиски јазик. Инаку по неколкуте катастрофални сезони на попова шапка, од владата изјавија дека потенцијалните инвеститори ќе се бараат во западноевропските држави, каде зимскиот туризам е една од најатрактивните гранки, а сопствениците на тамошните ски центри веќе се контактирани. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев пред медиумите изјави дека ќе се обидат да ги донесат во нашата држава и на попова шапка да го презентираат потенцијалот на центарот. Сегашните анализи покажуваат дека во районот од околу 500 километри ски центарот Попова шапка има најголем потенцијал и дека лесно ќе го надмине ски центарот Копалник во Србија. Премиерот Заев истакна дека самата местоположба, но и фактот што ски центарот Попова шапка се наоѓа на само 80 километри од Скопскиот аеродром ја зголемува атрактивноста кај инвеститорите. Со традиционалната церемонија на дипломирање на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, во саботата беше промовирана 15-тата генерација на апсолвенти во присуство на родители, професори и бројни гости. Во животот има многу моменти исполнети со емоции, позитивна енергија, ентузијазам, но овој ден за секогаш остава посебни траги во вашата меморија, рече ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Абдулменав Беџети во своето обраќање на дипломците. Вие сте 15-та генерација на Универзитетот на Југоисточна Европа. Дури јубилејна генерација, но секоја генерација е посебна на свој начин. Да даде Господ и следните генерации да бидат посебни, затоа што вие сите индивидуално сте посебни, исто како што и во овој момент. Кај да одите после оваа градуација, кај да се движите, немој да заборавите дека сепак носите со себе малку и интелектуална обврска према вашите професори, према вашите соработници, према сите вработени во овој универзитет. И кај да одите, кај да се движите, ова амблема ќе треба да ја носите со вас и немојте да не заборавите. Посакувам вашата иднина да биде толку светла
како сонцево што денес не грее. И искрено верувам дека со подготовката што ја стекнавте на нашиот универзитет, ќе можете да рефлектирате вредности и интегритет како вистински академски граѓани за кои ова општество има многу потреба. И не заборавајте ја познатата изрека на Нелсон Мандела: образованието е најмоćното оружје кое можете да го користите за да го промените светот. Председателот на одборот на универзитетот професор доктор Денис Фарингтон во својот говор се потсети на моментите од неговото дипломирање пред 50 години. I know that many of you are supported here today by your parents, your grandparents, your brothers and sisters and other members of your families. Знам дека многумина од вас денес се поддржани од вашите родители, баби, дедовци, браќа и сестри и од другите членови на вашите семејства. Јас во ваше име им се заблагодарувам за таа поддршка и за пожртвуваноста да го осигурат вашиот успех. Тие знаат дека го направија вистинскиот избор со тоа што ве испратија на Универзитетот на Југоисточна Европа и сигурен сум дека тие ќе го промовираат нашиот универзитет во заедницата. Присуствуваше и амбасадорот на Словенија Милан Јазбец. You, dear graduates, you are the children of knowledge. Вие, драги дипломирани студенти, вие сте деца на знаењето. Овој универзитет ви даде сертификат за ова достигнување. Моќта на знаењето е тоа што лежи во срцето на човечките активности. Погледнете околу себе и ќе видите колку моќни може да бидете со своето знаење, што го стекнавте во текот на студиите. Take that knowledge and step into the next phase of your life. Церемонијата на промоција на апсолвенти на Универзитетот на Југоисточна Европа, која е секогаш по примерот на европските и светските универзитети, вклучуваше и прогласување на најдобрите апсолвенти од секој факултет, како и забавен дел со музика. Многу сум среќен со искуството и знаењето што го стекнав, бидејќи навистина нуди многу за сите студенти. Ако сакате да работите додека учите, постојат можности да стажирате тука во кампусот. Ако сте некој кој секогаш сака да има нови искуства и да патува, тогаш има многу можности преку програмите Еразмус, кои универзитетот ги нуди за студирање во странство како студент на размена и да се предизвикате себе си во различна средина. Ако сте некој кој сака да направи некои воннаставни активности во своето слободно време, има многу можности во различни клубови во рамките на студентското собрание, а дури можете да започнете свој клуб ако навистина сте страстни за нешто. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. Пред почетокот на церемонијата на дипломирање беше откриена плочата и официјално амфитеатарот беше именуван во чест на починатиот професор Алајдин Демири. Амфитеатар Алајдин Демири. Јахи Јахиу, државен секретар од редовите на ДУИ во Министерството за информатичко општество, утрово е приведен поради сомнение за примање подкуп при избор на правно лице за спроведување на проект финансиран од ИПА фондовите. Обвинителството за Јахиу побарало тој да биде задржан во притвор. Покрај него, осомничена во случајот е и Ј.Г., 52 години од Скопје, поранешен раководител на оделение во Министерството за информатичко општество, која според обвинителството моментално не е во државата. Во спроведување на акцијата, полицијата извршила симултани претреси во Македонија и во Италија, и тоа 5 претреси во Скопје и Куманово, од кои во 2 правни лица и 1 министерство, како и во 8 приватни лица во Италија. Во претресите одземени биле повеќе од 10 компјутери, USB и microSD мемориски картички, мобилни телефони, таблети, 2 пиштола, парични средства и обемна службена документација.
Јахију во 2005 година бил гонет за кривично дело, злоупотреба на избирачкото право и бил осуден на парична казна. Од Алијансата на албанците велат дека со помалку изборни единици помалите партии во иднина нема да зависат од никого, ниту пак да влегуваат во коалиција со големи партии. Сметаме дека со моделот на отворените листи ќе се подобрува политичкиот живот во Македонија, бидејќи ќе се демократизира самите политички субјекти. Колку се однесува до начинот или до колку би биле изборните единици, тоа накнадно ќе треба да се разговара во нашите органски партиски тела. Сметаме дека треба да се намалуваат од 6 на 3 изборни единици, односно да се спојуваат, например, изборната единица број 1 со број 2, изборната единица број 6 со број 5. Рече Флякрон Беџети, портпарол на Алијансата за албанците и алтернатива на Гаши, смета дека од отворените листи ќе имаат корист помалите партии. Во неколку наврати сме изјавили дека поддржуваме отворени листи, бидејќи го подобруваат квалитетот на понудата пред граѓаните и овозможуваат значително подобро застапување во законодавниот дом, велат од алтернатива. Поддршка на претседателот Пендаровски за иницијативата на помалите партии за помалку изборни единици доби позитивно светло од сите партии, освен од ВМРО ДПМН, од каде се немаат изјаснето по ова прашање. Кражба во верски објекти, физички напад се последните настани кои ги регистрира полицијата на гостиварското подрачје. 19-годишниот гостиварец СХ вчера вечер пријавил дека околу 23 часот на паркинг во близина на спортската сала Младост во Гостивар, тој и КМ, исто така на возраст од 19 години, од гостиварското село Вруток, физички биле нападнати од неколку лица. На физичкиот напад му претходела вербална расправија, која се случила во угостителски објект на улицата Браке Гиновски во Гостивар. 54-годишниот гостиварец ГБ вчера пријавил дека засега непознати сторители во периодот од 2 до 6 јуни оваа година извршиле тешка кражба во манастирскиот комплекс Свети Илија во Гостиварско Долно Јеловце. Откако насилно ја отвориле влезната врата од угостителскиот објект Конак во рамките на комплексот, одзеле телевизор и други предмети, како и парични средства од кутијата за доброволни прилози од верниците, поставена во непосредна близина. Полицијата соопшти дека е извршен увид и се работи на откривање на сторителите. Во Тетово и Тетовско пак вчера била извршена сообраќајна контрола со акцент на брзината на движење. Според информациите од СВР Тетово, 28 возачи возеле пребрзо и за нив се изготвени мандатни платни налози. Тие се соочуваат со парична казна која за овој вид прекршок се движи од 25 до 400 евра во денарска противредност. Во вчерашните контроли биле откриени и двајца возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит, исто толку возачи почетници и други прекршоци, кои биле санкционирани со вкупно 6 прекршочни и 32 мандатни платни налози. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените се намалуваат во просек од 4,18%. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се намалуваат од 3 денари за литар во однос на цените утврдени со одлуката од 3.6.2019 година и со тоа малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 66,50 денари, додека малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 69 денари. Малопродажните цени на дизелот Евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство се намалуваат за 2,50 денари од литар во однос на цените утврдени со одлуката од 3.6.2019 година, а со тоа малопродажната цена на дизелот Евродизел изнесува 60 денари од литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 1,267 денари од литар во однос на цената утврдена со одлуката и со тоа малопродажната цена на мазутот М1 НС изнесува 33,85 денар за килограм. Осветен новиот конак при црквата Свети Архангел Михаил во Гостиварски Вруток.
Чинот го изврши неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители. Слава и чест на Пресветата Владица наша Богородица, секојаш Дева Марија, примила бескрвна жртва од Твојот свет на Тебе седмисловен жртвеник, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Свјати мученици, же добре страховце зомаште, и вечаче ся, молите ся ко Господу, помилувате ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, посакам благословен ден, денеска е недела, откако служивме божествена литургија овдека во соборниот храм во Гостивар, еве и овдека на покана на црковниот одбор сме да извршиме осветување на овој прекрасен конак. Велам конак затоа што навистина во гостиварското наместништво ова е еден голем бисер, гордост за нас овдека, бидејќи знам дека повеќе од 4 години помина од осветувањето на овој камен темелник, што туку стана владика чинам и дојдов за светење на камен темелник овдека во Вруток. Навистина ми е радо што гледам ваква прекрасна градба, вакво здание овдека да се направи. За секоја пофалба, продолжете овака да го доуредиме како што личи и нека биде во слава на Бога за полза на нашата татковина и на Светата црква. Господ Бог да ве благослови вас, вашите семејства. Голема благодарност за сите ктитори, дарители кои што помогнаа, веќе знам дека многумина луѓе помогна. Господ нека ги благослови, Богородица да ги чува и само благослов и здравие да имате. Ви благодарам на поканата и на честа што денеска сум повторно овдека да славиме и да се радуваме за еднаков убав повод. Честито благослови. Камен темелникот за новиот конак е поставен пред 4 години, а изграден со помош на донации. Објектот ќе им служи на жителите на Вруток како трпезарија. Јас сум Димитрија Луковски, преседник на црквениот одбор. Камен темелникот на новиот објект е ставен на 17 мај 2015 година. Ова беше иницијатива уште од порано. Ама сега со Божја помош смогнаме сили и на ден денешен се освети. Благодарение на многу донатори. Зашто многу има донатори, не сакаме да ги спомнеме кои се. Денот, овој ден, денеска сите го прославуваме и се радуваме што дочекаме за ово осветување. Јас сум представник од црковниот одбор, Марија Михајловски. Сега по повод осветувањето на новиот објект и во склоп на самата црквичка Свети Архангел Михаил има доста значајни работи што се внатре во самата црквичка, значи како што е акустичното звучување, така има икони од 1858 година, исто така дотира иконата од Пресвета Богородица, значи тоа е некаде крајот на 18-тиот век, 19-тиот век. Има и доста други работи, исто така тука е иконата значи на упокојувањето на Исус Христос, таа е втора на Балканот. Самата икона има свој значење, каде што на Велики четврток, до Спасовден, се спушта доле и сите верници се поклонуваат на неа. Вруток денес представува една модерна селска населба со огромен потенцијал за туризам. Се наоѓа под падините на Шарпланина. Вруток го добило по значи врело по изворите на реката Вардар, која е една од најголема река во Македонија. Можам да кажам дека слободно во нашето село има две цркви, едната Свети Мино, другата Свети Архангел, има џамија и две течиња. Селото што се протега на околу 700 метра надморска висина. Тука кај нас односот со албанското население е многу добар. Имаме и многу донатори од албанското население, од турците, од пријатели. Со Божја помош никој не гледал, не ставал рачун дека за црква е. Сите со расширени срца ни помагале многу. Тука можам да споменам дека имаме и 5 прекрасни кафани,
ресторанти, имаме и најголеми рибник во Македонија и можеме да се пофалиме како селани со најголемата хидроелектрана во Македонија. За сите присутни верници беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, пошто следуваше општонародна веселба со музика во живо. Неколкумесечните протести на албанската опозиција, која бара оставка на владата и предвремени избори, добија нов неочекуван подарок во минатата недела. Имено еден германски весник објави снимки на кои обвинет за трговија со дрога во Драч. Им кажува на социјалистите како планира да ги принуди поддржувачите на опозицијата да гласаат за нив. Лидерот на опозицијската демократска партија Љулј Зимбаша на протестите во саботата оцени дека снимките ги потврдуваат нивните наводи оти социјалистите на Рама ги украле парламентарните избори во 2017 година за да добијат втор мандат. Па затоа премиерот Еди Рама треба да поднесе оставка. Kjo javë e mbushur me zhvillimet jashtëzakonshme në Shqipëri, në Gjermani, në Europë, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me fatin e vendit tonë. Според Баша тоа ја оправдува и нивната одлука за бојкотирање на локалните избори. Граѓаните на Албанија, освен за наводните изборни манипулации на власта, се револтирани и поради тешката економска ситуација. Për ekonomia vëlla, për çfarë? Po. Për çdo gjë, varfëria e madhe. Papunësi e madhe. Asgjë s'shkon, po i hedhim gjitha prodhimet. Protesta gjithëto qetësi që po i bën popullit ton, po na vjedhin votat, po na vjedhin punën e gjovate, takua. И покрај повициите на Европската Унија и Соединетите држави за разговори за решавање на ќорсокакот, двете страни се заглавани на своите позиции, а Рама дури започна кампања за локалните избори без опозицијските партии, што представува изненадување дури и во хаотичната демократија како во Албанија. Европската комисија го повика Европскиот совет на седницата кон крајот на овој месец да ги одобри разговорите за пристапување на Албанија и Северна Македонија во Европската Унија. Но не сите земји го поддржуваат тоа. Предпладне беше сончево и топло со мала облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Попладне со услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Температурата се движеше во интервал од 12 до 25 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне, особено во планинските региони, ќе има локална нестабилност со пороен дожд и ретки грмежи. Температурата ќе се движи во интервал од 11 до 24 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.